Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16, денеска гледаме. Направи голема грешка. Мицкоски му одговори на кандидатот од Влен за Бравеница и најави негова смена по изборите. СДСМ ќе оди на кадровски промени исто така по изборите, најави Филипче. Голем циклон, предупредувања за невреме и поплави во Македонија. Уште 5 дена за изборна кампања. САД и Кина ги продолжуваат разговорите за деескалација на трговската војна. А во овие вести детали за најавениот циклони и предупредувањата од можни поплави. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. По Тетово тензии во владината коалиција и во Бравеница, премиерот Христијан Мицкоски најави дека по изборите ќе го разреши актуелниот кандидат за градоначалник од Влен во оваа општина од позицијата што ја има сега во извршната власт. Хаким Рамадани изминативе денови во јавни настапи бараше подршка од ДУИ да го порази кандидатот на ВМРО ДПМН во Бравеница, кој сега е актуелен градоначалник. Рамадани, користејќи националистички речник, повикуваше на освојување на Бравеница. А по изборите промена во раководството најавува и Филипче. Деспина Тодоровска. Повиците за етничко гласање на поединечни кандидати на вреди им штетат на останатите сопартици кои очекуваат поддршката на ВМРО ДПМН во вториот круг. Денот како кандидатот на вреди за градоначалник на Бравеница, Хаким Рамадани, побара поддршка од гласачите на ДУИ за да го поразат градоначалникот на ВМРО ДПМН. Мицкоски со порака дека Рамадани по изборите ќе биде разрешен и од позицијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Предходно ваква изјава даде и Билјалка Сами, но Мицкоски вели дека не гледа проблем со целата коалиција на вреди. Со жалење го слушав се тоа на кое што против кандидатот на Јовица го кажуваше во една екзалтирана состојба. Не знам дали беше тоа специфичен момент за него, но мислам дека направи голема грешка. Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата онаа коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Така што толку себичен потек од политичар до сега поновата историја Македонија не видела. Да влегува, да мисли само за себе и својот кусоглед интерес, а при тоа да ги занемари сите останати кои што се исто така се борат во вториот круг за градоначалнички мандат. Еве јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата вреди испрати соопштение дека не го поддржува Фатмир Дехари како градоначалник, како кандидат за градоначалник во Кичево. Кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите најавува и Филипче. Вели, иако во одредени општини покрај притисоците врз нивните членови успеале да добијат поголем број гласови, сепак мора да се анализира и пораката на гласачите, особено во скупските општини, каде резултатите не биле според нивните очекувања. Во следните денови СДСМ ќе одлучи кои кандидати ќе ги поддржи во општините каде нема да се надпреварува во вториот круг. Мултиетничкиот карактер на нашата земја, реално добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Меѓутоа, во контекст на прашањето кое што го поставите, во тој дел ние ќе донесеме конечен заклучок за тоа како ќе се поставиме и со кои ќе коалицираме следните неколку денови, најкасно до средина на следнава недела, некаде до среда. При тоа, како ќе коалицираме, кој кандидат ќе поддржиме таму кај што немаме ние наши кандидати, ќе зависи од повеќе фактори. Прво за тоа каква е карактеристиката на нашата општинска организација, понатаму какво е расположението, афинитетите на луѓето кои што се таму членови. Ако нешто нема да биде на критериум, тоа нема да биде етничката припадност. Разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Куманово, меѓутоа дозволете до најкасно среда да го кажем нашиот став.
Обвинувања за непринципијални коалиции си разменија и албанските партии. Од Вреди велат дека секојдневно доаѓа до израз срамниот договор на ДУИ со левица за поддршка во повеќе општини, додека од ДУИ возвратија дека Вреди ги заменува албанците со срби на раководни функции во повеќе институции. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А уште 5 дена остануваат од кампањата за вториот круг од локалните избори. Кандидатите кои влегоа во вториот круг ги засилуваат своите активности. Граѓаните од Шуто-Оризари се третирани долго време како граѓани од втор ред. Мојот концепт е Скопје еднакво за сите граѓани. Тоа подразбира рамномерен развој во секоја населба, во секое населено место, да сите имаат еднакви услови за живот. Дополнително овде во програмата имаме ветено на барање на жителите културен дом Есма Реджепова, место каде што младите ќе можат да се дружат, да креираат, но и повозрастните да го поминуваат своето време. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема. Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. Нема пробивање на нова улица. Улицата ќе биде целосно реконструирана. Изградиме нов коловоз, тротоари, пешачки и велосипедски зони и зелен појас. Ќе воспоставиме ред во паркирањето и ќе воведеме резидентни паркинг места за жителите, конечно да имаат приоритет пред сите други. Секако, и овие кабли позади нас ќе бидат под земја. 2% од општинскиот буџет ќе биде враќан назад кон урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет за обележување на пешачки премини, за поставување на стопчиња. Карпош не сака повеќе празни зборови и лажни обвинувања, сака нова политика. Политика со јасна програма, каде што секој денар на граѓаните ќе биде видлив и оправдан. И јас нудам план за транспарентна и модерна општина, за чист воздух, за уреден урбан развој и крај на партиските тендери. И тоа не е ветување, тоа е обврска. Доста беше од луѓе што со години ја држат општината во раце и мислат дека сите ќе заборават што направиле. Карпош не е нивна приватна фирма. Предвидуваме изградба на нови, модерни и безбедни детски игралишта, вклучително и сензорни игралишта за децата со попреченост. Ке се адаптираат равниците на тротоарите, ке се изградат тактилни патеки, затоа што пристапноста не е луксус, тоа е човеково право. Особено внимание ќе посветиме на решавањето на проблемот со кучињата скитници, преку системска соработка со сите надлежни институции, за да обезбедиме безбедна и хумана средина. Ќе изградиме нови велосипедски патеки, ќе воведеме брз и функционален јавен превоз. Без разлика на етничка, верска припадност. Значи, фокусирани сме на проекти и сакаме да продолжиме во тој тренд. Значи, улици, патишта, без разлика на село, на население, сите се равномерно застапени во општината. Населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови, сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Да го постигнеме она што го посакуваме, да на нашите сограѓани во Шуто-Оризари им овозможуваме подобри услови за живот пред се, нели, да има инвестиции во Шуто-Оризари како и во другите општини, да Шуто-Оризари да не биде заборавена општина како до сега, нели, да може да нашите сограѓани да бидат директно вклучени во работењето, односно во носењето на одлуките на општината, нели, целата администрација, буквално да направиме една нова промена. Голем циклон, предупредувања за невреме и поплави во Македонија. САД и Кина ги продолжуваат разговорите за деескалација на трговската војна. Македонија денеска, особено утре, ќе биде под најави за силно невреме. Според најавите на метеоролозите се очекува многу дожд и ветар.
Миријана Давидовска во овие вести, кои се најавите, кои се деталите? Да, Мријан, дождот го минува интензитетот, но и натаму е константен и тоа ќе биде така се до среда кога се очекува стабилизација. Нашата држава е под влијание на Дженовскиот циклон, па од УХМР ги предупредуваат граѓаните да бидат внимателни, бидејќи наместа се очекуваат и силни ветришта кои ќе достигнат до 90 км на час, но и дожд кој што ќе наврне до 30 литри на метар квадратен. Токму ваквата прогноза ги стопираше и активностите за чистење на сметот во главниот град, а дождот, речиси како и секој пат, предизвикува проблеми по главните улици и по булеварите, каде што и денеска при нашата обиколка забележавме дека се буквално под вода, иако од јавното предпријатие Водовод и канализација за Сител информира дека и во текот на денешниот ден нивните екипи се на терен и ги чистат шахтите и сливниците. Очигледно работниците не можат да постигнат да направат проток за да се собере целата оваа количина на вода која што наврнува од дождот. Во продолжение, еве ги деталите. Дождот ги запре активностите на терен за чистење на сметот во главниот град. Кандидатите за градоначалници дождливиот ден го користат за други активности поврзани со кампањата. Во меѓувреме нема детали што пронајдоа истражителите во просториите на комунална и град Скопје и дале откриено кривичното дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Дождот во Скопје предизвикува и други проблеми со преплавување на улиците и булеварите. Сливниците како да немаат капацитет за да соберат количината на дождот. Ова е сликата во главниот град. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информираа дека секојдневно дежурните екипи се на терен за чистење на шахтите и сливниците. По најавите од УХМР, тие и денеска спроведуваат активности на критичните точки каде се собира повеќе вода. На дежурниот телефон во текот на денешниот ден немаат примено поплаки од граѓаните. Македонија е зафати моќен циклон кој се движи од Дженова. Според прогнозите се очекува уште позасилен дожд пропратен со силни ветрови кои ќе достигнат јачина и до 90 км на час и во текот на утрешниот ден. Најобилните дождови се очекуваат во западните предели, каде локално ќе наврнат околу 30 литри дожд на метар квадратен. Многу дожд наврна на Попова шапка, 45 литри на метар квадратен, во Полошкиот регион околу 26 литри на метар квадратен дожд, во Скопје на Зајчевлице наврнати 14 литри, а во Скопје Петровец 10 литри. Денес ќе се задржи до крајот на денот и во текот на ноќта облачно време со врнежи од дожд. Овој влажен бран ќе продолжи во текот на утрешниот ден во предпладневните часови. Имаме и утре предпладне облачно време со врнежи од дожд наместа пообилни и поројни. Веќе во попладневните часови врнежите ќе престанат. Од СУК до попладнево добиле само една пријава од Тетовско. До сега само една пријава има и тоа во Тетовско е поплавено една куќа. Други пријави до овој момент немаме. Апел до сите граѓани, ако има поплави негде, да се пријават во бројот 112 и од тука ние ќе ги координираме после сите надлежни институции за да нема повеќе штети или човечки жртви. Стабилизација на дождот се очекува од среда, но ќе настапат пониски температури. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Министерот за транспорт и врски најави 11 нови директни летови од Скопскиот и Охридскиот аеродром кои треба да почнат од утре. Николовски вели дека главната цел е новите дестинации да донесат и поголем број на туристи во Македонија. Од Охрид ќе се лета за Базел, исклучително значајна дестинација, затоа што Охрид го отвараме не само за туристите од Швајцарија, туку и за туристите од Германија и од Франција, затоа што ова е така наречениот европски аеродром кој што ги спојува овие три држави. Од Скопје ќе се лета за Стокхолм на главниот аеродром, ќе се лета за Штутгарт, ќе се лета за Бари, Италија, Ларнака, Кипар и сето тоа веќе почнува од утре 27 октомври. А веќе од следниот понеделник, а тоа е од 3 ноември, ќе се лета за Женева, исклучително значајна дестинација која што покрај за туристи мислам дека ќе донесе и многу бизнисмени во Скопје. А со отпадот нема проблем само Скопје, диви депонии сериозен проблем и за Ресен.
Диви депонии на секој чекор, речи се и да нема населено место кое не се соочува со овој проблем. Отпад има покрај локалните патишта, реките, каналите, ѓубре се фрла, речи се насекаде. Потребни се поголеми инспекцијски контроли, казни и подигнување на јавната свест за да се подобри ваквата слика. Спроведување на законската регулатива, поголем инспекцијски надзор, казнената политика треба да биде на највисоко ниво од овој аспект, подигање на јавната свест на тоа што значи дивите депонии, какви резултати негативни можат да имат и врз здравјето на населението, на почвата, на подземните води и на површинските води. Со спроведување, односно со реализација на проектот за регионално управување со отпад, навистина поголемиот дел од тие сегашните проблеми ќе бидат отстранети. Поголемиот дел од административните и технички процедури за изградбата на регионалната депонија кај Новаци се завршени, а во наредниот период се очекува и градење на капацитетите. Од аспект на административни, технички процедури, поголемиот дел веќе се завршени, се очекува одлука за формирање на јавно предпријатие за регионално управување со отпад во двете региони, така што во наредниот период се очекува и градење на капацитетите од аспект на изградба на трансфер станиците, донесување на одредена механизација која е потребна за спроведување на концептот за регионално управување. Екологистите во повеќе наврати потенцираат дека треба да се забрза процесот за изградба на современа регионална депонија, со која ќе се реши деценискиот проблем со загадувањето на животната средина. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Археолошките истражувања во Дојран откриваат нови детали за праисториската наколна населба. Таа била изградена на повеќе мали платформи поврзани со посебни дрвени мостови. Нови откритија на преисториската наколна населба во Дојран. Последните археолошки истражувања ги потврдија претходните претпоставки на археолозите, дека наместо на една голема платформа, како што е случајот со населбата во Охрид, дојранската населба била изградена од повеќе мали платформи, поврзани со посебни дрвени мостови. Истражувањата спроведени оваа година овозможиле влез во самата структура на населбата, при што бил откриен објект поврзан со еден од дрвените мостови. Врз основа на остатоците од колци и кои што ги држеле платформите и објектите, како и мовчињата помеѓу нив, практично добивме материјална потврда за нашата претпоставка и нашата претходна теза дека населбата била изградена на тој начин што сите објекти биле засебни, поврзани со мостови помеѓу себе. За разлика од оние во Охридското езеро, кои што биле подигнати на една голема платформа, како што е тоа случај. Впрочем, реконструкцијата изведена во местноста Миќов град, односно и Врбник, кој што го потврдува тезата дека населбите биле на една голема платформа. Нашата, во Дојран, е со засебни платформи. Археологот Зоран Рујак, кој веќе една деценија ги води истражувањата на овој локалитет, оценува дека археолошката кампања спроведена оваа година е една од најуспешните досега, бидејќи се добиени значајни податоци за начинот на живење, развојот и функционалната поставеност на населбата, но и за причините поради кои таа во одреден историски момент страдала. Добивме потврда за одредени концепции кои што зборуваат како би организирана поставеноста на населбата. Имаме податоци за тоа какви биле естетските навики, духовните навики на населението и што е многу интересно, добивме потврда за тоа дека во еден момент населбата страдала од некои народи кои што најверојатно дошле од север. Врз основа на добиените резултати и археолошки наоди од преисториската населба, во Стар Дојран е планирана изградба на музеј на вода, реплика на наколната населба, со објекти реконструирани според конкретните истражувања. Завод и музеј Струмица веќе има изработено идеен проект за наоѓалиштето, а во текот на следната година е предвидено да се пристапи кон подготовка на основен проект, за кој е поднесено барање до Министерството за култура и туризам. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. На Охрид му е неопходен закон за заштита на езерото. Секое природно езеро е подлежно на старење, но со негативните влијанија се забрзува тој процес. Нина Ритоновска.
Неопходно е што поскоро носење на закон за Охридското езеро и формирање на тело за негово управување за да се заштити природниот басен, алармира научната фела. Директорката на Хидробиолошкиот завод Орхидеја Тасевска вели дека доколку не постои тело кое ќе менаџира со заштитеното подрачје, постојано ќе има кочници во спроведување на било какви решенија и мерки. Што побрзо носење законот за Охридско езеро и што побрзо формирање на тело за управување со Охридското езеро. Тоа е еден од хендикепите за Охридскиот регион, затоа што доколку не постои тело кое што ќе менаџира со заштитено подрачје, во тој случај стално наидуваме на пренесување на ингеренции од локална на централна власт и кочници во спроведување на било какви решенија или мерки за заштита на регионот. Секое природно езеро е подложно на старење, но со негативните влијанија се забрзува тој процес. Секое природно езеро е подложно на старење. Тоа е еден природен и неминовен процес. Меѓутоа, ние со нашите активности само го забрзуваме тој процес на старење и не дај Боже на изумирање на езерата. Најстарото езеро во Европа, Охридското, години наназад се соочува со низа предизвици и закани: загадување, урбанизација, климатски промени и искористување на езерото за производство на електрична енергија. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Изборните резултати и очекувањата, дали знам ја губи енергијата, позициите во власта и односите во владината коалиција, за реформите и ЕУ агендата. Од тема на денот, министерот од Знам Горан Минчев.